повторно се наоѓаме во Демирхисарскиот рај, односно ресторанот Горна куќа, кој што се наоѓа над Демирхисарското село Слепче, на само 100 метри од манастирот Свети Јован Претеча. Денешната приказна која што ќе ви представиме за разлика од минатата година е проширена и надградена со соби за престој. Нешто што го најавивме тогаш, а денес еве по една година истото и се реализира. Односно, ако досега можевте да уживате во овој прекрасен амбиент и превкусните специјалитети само еден ден, сега тоа може да го правите колку што сакате со престој во овие соби. Затоа, што е ново во ресторанот Горна куќа, ќе ни раскаже туристичкиот водич Антонио Павловски. А за каков рај станува збор, само може да го слушнете овој звук на жуборење и сами ќе се уверите во тоа. Ова се тие нови простории, каде што може да одседнете колку што сакате денови, уживајќи, како што кажав, во Демирхисарскиот рај. Ајде да погледнеме како изгледаат тие. Добре дојдовте во апартманите Горна куќа. Добре ве најдовме, Антонио. Како што најавив претходно, значи ова е таа нова приказна на ресторанот Горна куќа која што започнува токму од овој период оваа година. Туку така, ова е едно дополнување на она што претходно значеше ресторан Горна куќа. Најпрво може би било добро да споменам што значи за нас а посебно во колективната меморија на жителите од овој крај Горна куќа. Горна куќа е всушност првото село Слепче кое што било основано од ослепените Самуилови војници после битката на Беласица. И токму тука се наоѓало ново место. Затоа и топонимот Горна куќа го носи и ресторанот, а од овој период и апартманите веќе Горна куќа. Токму затоа ние го зедовме тој топоним и го надградивме со ова дополнување сега покрај ресторанот. И сакаме да значи не само место каде што ќе преспие човек, туку место на спокој, место на мир, место и на своја лична регенерација и надградување. Она што е интересно за овие апартмани, пред што го водевме разговорот претходно, е тоа дека секој апартман носи место на населено место од овој крај што сега не постои. Нешто што му дава навистина уникатност на целиот овој простор. Токму така. Ние не сакаме да биде она вообичаена нумерација на апартманите од 1 до 8, туку сакаме да имаме некој посебен наш роднокраен печат. Што да одбереме беше прашањето и решивме да ги именуваме по исчезнатите села, кои што за жал веќе не постојат во нашиот Демирхисарски крај. Тоа се 8 села. Има повеќе, но 8 одбравме кои што ќе бидат, кои што ги носат имињата на овие апартмани. Така, например, го имаме Чагор, имаме Лутојца, имаме Тимирци, Добромирово, нашиот луксузен апартман со џакузи, Лесково, кое што е најскоро исчезнато село, иселено село, фактички, и така натаму, и така натаму. Може би тоа жално звучи кога ќе спомене дека едно село исчезнало и дека нема повеќе жители, но сепак еве на овој начин тоа станува во меморијата на идните генерации. И еве да се надеваме дека можеби еден ден повторно со сите овие инвестиции што се прават како Горна куќа, можеби народот ќе се врати повторно во овој крај ќе живее. Ајде да погледнеме една од собите како изгледаат апартманите. Ајде, повелете во нашиот делукс апартман со џакузи, кој што има поглед посебен. Џакузи, спална за двајца king size и плюс дополнителен кревет ако има потреба за дополнителни гости. Ние имаме околу 30 легла во нашиве 8 апартмани. Ноќевањето тука е со доручек. Специјално изготвивме посебно мени кое што ќе биде со традиционална храна и кое што ќе биде на избор ала карт на некој начин мени, на избор на гостите. Она што беше што сакаме да го направиме во текот на опремувањето на овие апартмани, сакаме да не бидат обични апартмани како секој еден, би рекол, во регионот, во обкружувањето. Токму затоа ние ставивме во секој апартман уметнички дела. Во секој апартман и во ходниците може да забележите има слики од нашиот локален слепченски уметник Љубе Неделковски Бобек. Тоа се со мотиви од овој крај? Дел се апстракции, дел се во ходникот се со мотиви од баш од Горна куќа. Она што може да се забележи тука е како што кажуваме креветот, спроти него имаме еден навистина прекрасен поглед на целиот овој крај, како што може да забележи камерата. Овој апартман нуди будење со поглед на зелените падини на Илиница, која што е огранок на Бигла. И затоа и тука решивме да биде и џакузито, затоа што кога сте во џакузи
може да уживате директно на фантастичниот зелен поглед пред Да, вас. овој поглед навистина не се доплаќа со пари. Еве да покажеме дека тука е џакузито, а дека исто така може тука да уживате со еден прекрасен поглед на планината, На зелено море. Уживате во овој дел на апартманот. Осум апартмани, сите се опремени со мини-бар, со комплетни потребности што се за еден посетител. И она што можам да окажам како туристички водич, ова се досега најлуксузните и најдобро опремени апартмани во Демирхисарскиот регион. И се радуваме што тоа е така и се надевам дека тоа ќе повлече и ќе значи дополнително заекнување на нашава туристичка понуда и ставање на Демирхисар и воопшто на нашиот Пелагонички регион на многу повеќе на туристичката мапа. Како што може да се забележи, собите се исто така со тераси, каде што има маса и навистина може да се ужива во еколошки недопрената природа од овој крај, чистиот воздух и нормално, како што кажаме, целата оваа убавина. А овој прозорец, исто така, додека сте во оваа соба, може некако да го отворите и навистина, како што кажав, ова што може да се погледне, го нема на многу места. И овој апартман како делукс апартманот го нуди тој поглед на планината, будење со природата. Можеме веќе и да ги слушнеме и птиците и инсектите кои што даваа звуци. Да, ова е оној звук на природата кој што го нема во урбаните градски средини и како што кажа повторно ќе повторам, не се докупува со пари целата оваа убавина. Така, затоа ние го одбравме ова место и сакаме да направиме една малку друга приказна во туризмот тука во Демирхисарскиот регион. Место кое што ќе значи спокој, мир и душевно воздигнување и регенерирање. Спомнавте дека има 8 апартмани, дали сите се за двајца или може да дојдат и семејства со деца тука, или друштво да се соберат? Може и за фамилиарен викенд, семејства, друштво. Дел од апартманите се двокреветни, трикреветни, имаме и петкреветни апартмани, така што капацитетот е 30 гости, околу 30 на гости, што Освен со доручек, дали има и полн пансион да се земе опција? има таа можност. Ресторанот работи до доцните вечерни часови, така што тоа е лакарт мени. Ова е оној прекрасен амбиент за кој што и претходно зборувавме, една чиста, еколошки недопрена природа која што ја поседува Демирхисарскиот крај, а се наоѓа токму и во дворот на ресторанот Горна куќа. Тука околу нас имаме и голем број летниковци, што е интересно исто како собите горе, секој од овие летниковци си има свое посебно име според оној кој што го градил. Еве на пример ова место дури се вика Сред село. Сред село, по нашето Слепчанско Сред село. Тоа е Јастички дол, на пример, долот кој што е подножјето на ресторанот. Зајо, еден од култните ликови на Демирхисар, Ангел, оној кој што го со Горна куќа и така натаму. Значи, повторно и тука сакам да ја продолжиме она меморија и да негуваме меморијата на значајните наши места и личности. Она што би сакал исто така да потенцирам дека овој ресторан и овие соби за сместување на гостите нудат и други услуги, односно комплетно исполнување на времето во текот на 24 часа за еден посетител. Дека освен тоа што може да уживаат во прекрасната атмосфера тука, превкусните специјалитети, тие може да прошетаат на многу места и да видат историски споменити цркви, манастири, музеи кои што ги има во овој крај. Така, овој крај изобилува со природни и културни локалитети кои што навистина заслужуваат да се посетат. Ево, во наша непосредна близина е познатиот Слепченски манастир Свети Јован Претеча, кој што и во минатото, а и денес можам слободно да кажам дека бил книжевен и уметнички центар на Охридската архиепископија. Да, еден манастир кој што е постар од 1000 години. Така, повеќе од 1000 години, точно така. Исто во непосредна близина е Меморијалниот музеј на Смилевскиот конгрес во Смилево, изворите на Црна река во Железнец, неголемата приватна библиотека Алби во Бабино,
Art Point Гумново, Слојштица уметничката резиденција на Сергеј Андреевски. Но вистина крајав изобилува со места кои што не само викенд, туку и една недела би било малку за посетител да може се да види. Но исто така, освен тоа, нудите еден активен туризам, ајде така да го наречеме. Значи сите они посетители кои што ќе дојдат тука може да изнаемат и велосипеди со кои што ќе запознаат природата на еден поинаков начин. Значи, Демирхисар е многу погоден за велосипедизам, рекреативен велосипедизам и од тие причини ние и ги ставивме во функција неколку велосипеди кои што се достапни за изнаемување на посетителите. Исто така нудиме опција на неколку претходно смислени тури кои што ќе можат да ги посетат и да имаат и активен туризам посетителите, но и да имаат едно комплетно доживување на Демирхисар. Нормално да ги представите тие убави крај и полека стасаме до вториот нов елемент во Горна куќа, а тоа е оваа платформа за различни прослави. Сега во овој момент е уредена за за свадба, за венчавка, да. Уреден е за свадба, долниот дел е уреден за детски роден ден, така што ние нудиме таков тип на семејни прослави, организирање на семејни прослави, роден ден и венчавки и така натаму. И како што може да видите, посебен е амбиентот тука. Да. Вистина е прекрасен амбиентот, судбоносното ваше да го кажете токму на ова место во една ваква прекрасна природа. Како што може да се забележи целата ова убавина. А долу, веднаш под нас, се наоѓа и оној дел, како што кажаме, наменет за најмалите, за најмладите, а тоа е едно детско игралиште, каде што имаме и замоци, топки, балони и различни детски реквизити кои што дечињата може да ги искористат. Тоа е простор за детски родендени и работилници со деца, кои што го нудиме како дел од нашата понуда. Колкав е капацитетот на ресторанот Горна куќа за организирање на овие, како што кажеме, прослави од различни типи, семејни, крштевки, свадби, прослави, матурски, па се и до роден ден? Да, Горна куќа располага со значителен капацитет на прием на гости. Во внатрешниот дел може да се сместат околу 200 лица и уште 150 во нашиот двор, така што 350 гости може да прими секојдневно. Ова исто така е уште еден интересен детал во Горна куќа, каде што пишува ако Игор не е тука, седни си. А ако Игор е тука, пак седни си. Станува за нашиот шоумен Игор Џамбазов, кој што често доаѓаше тука порано во минатото. Често доаѓаше тука и се уште од време на време доаѓа, а зошто е баш одбрано тоа мисло? Затоа што Игор баш тој дел на ресторанот седеше, да. И ден денес кога ќе видите тука, како што вика и пораката, слободно може да седнете до него. Игор не е тука, а ние ќе го послушаме вториот дел, а ако Игор е тука, пак седни си. Така. Ќе си седнеме во оној дел каде што ќе имаме еден прекрасен поглед. Еве го тој прекрасен поглед за кој што зборуваме. Погледот од $1.000.000. Да, токму така. Еве го стигна и кафенцето. Доказ за тоа колку е брза и добра услугата во Горна куќа, каде што нема чакање, за разлика од други ресторани, и каде што вашата нарачка ја добивате експрес. Токму така. Јас она што сакам често пати да го кажувам, викам, оној кој што еднаш дошол во Горна куќа, сигурно ќе се врати повторно, но оној кој што не дошол, сигурно кога ќе дојде, ќе остане. Така што добро дојдени се сите да го почувствуваат овој прекрасен поглед и овој амбиент кој што го нудиме тука. Токму така, овој амбиент кој што се нуди тука, навистина ретко каде го има.